Почитуван председател на комисијата, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван заменик министер за финансии. Денес е петок, трет ден започнува расправата за овој ребаланс на буџет. Во текот на вчерашниот ден и завчера парламентарното мнозинство многу се возбуди зашто имало пауза во буџетската расправа. Денес, петок, после целокупната возбуда во текот на вчерашниот ден, имаме само еден пратеник од страна на парламентарното мнозинство и јас на колешка би сакал да ја честитам. Другите пратеници кои што вчера беа загрижени зашто не се работело ги немаше и мислат дека граѓаните не знаат дека пратениците од Социјалдемократскиот сојуз за интересите на граѓаните и државата се грижат од 1 јуни до 1 септември, се грижат за интересите на граѓаните исклучиво од грчките плаши. Ова денес е видливо, камерите можат да видат. После вчерашното ронење крокодилски солзи зошто не се работело, денес имаат само една пратеничка од сите 64 од целото големо владино парламентарно мнозинство, само една пратеничка дојде да го брани она кое што е неодбранливо, а тоа е начинот, методот на трошење на народните пари. Мораме, почитуван заменик министер, како влада, бидејќи продуцирате толку многу небулози, толку многу лаги, не можеме да стасаме наред да ги демистифицираме и мораме вака едно по едно да се знае што се случува во Република Македонија. Почитувана јавност, она што е клучно е тоа што кога разговаравме за новиот буџет за 2022 година, тогаш на местото на сегашниот заменик министер за финансии беше актуелниот премиер на државата. Тој го бранеше, рака на срце и ден и ноќе беше во собранието да го одбрани буџетот, но главна теза му беше дека во име на владата кажа дека тој бил свесен дека имаме тогаш 4 кризни состојби, дека е тешка состојбата во државата и дека во овој актуелниот буџет сте немале предвидено ниту 1 евро непродуктивни трошоци. После 3,5 месеци од кога стана премиер, вели со ребалансот на буџетот се откажуваме од 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Ве прашувам вас во име на владата да ни кажете кога премиерот ја манипулирал јавноста, дали тогаш кога се правеше овој буџет за 2022 година или сега кога правиме ребаланс на истиот. Поразително за Македонија е тоа што предвидува најниски 4,6% економски раст во регионот, а уште по-поразително е што за 30% ги намалувате проекциите, кои што сами сте си ги предвиделе. И од 4,6 имаме 3,2. Пета лага поред за 5 минути. Стапката на инфлација, која што ја предвидовте со 4 кризни состојби во Република Македонија, е 2,4%, а сега истата ја предвидувате на 7,2%. И јас најодговорно тврдам, добро е што живееме во ера на технологија, дека оваа стапка од 7,2 нема да биде 7,2, туку ќе биде многу повеќе. И вие, и јас, и целата влада, и сите оние кои што не гледаат, знаат дека за 7% не се качени ниту горивата, ниту енергијата, ниту струјата, ниту месо, ниту млеко, ниту ништо. Се е качено по 20-30%. Шеста лага во 6 минута дека инфлацијата била увезена од еврозоната. Отворете ги бројките, инфлацијата почнува во Република Македонија во втора половина на август 2021 година, односно 40 и неколку денови пред истата да започне во еврозоната. Седма лага, 7 минута. Буџетски дефицит го прогнозиравте на 4,3%. Истиот сега го дигате на 5,3%.
А велевте дека тука доаѓаше господинот Бесими дека 5 годишни планови сте правеле, не баре сте у комунизмот петолетки ќе правите, вака ќе се консолидирате, така ќе се консолидирате. Од консолидација граѓаните гледаат само нови и нови долгови. Она кое што е симптоматично е каде е обичниот човек во вашиот буџет, односно во овој ребаланс. Обичниот човек не е никаде. Необичниот човек во наводници, членот на СДСМ, ДУИ и остатите коалициони партнери е во државната администрација. И мислам дека е перверзно ова што го ставате 14,8%, иако е најголема невработеност во регионот, по апсолутни бројки. Навистина е перверзно да зборувате за број на невработени, затоа што почитуван заменик министер после пописот се стана јасно. 200.000 луѓе работоспособни кои во 2002 година биле малолетни, денеска ги нема во Република Македонија, и навистина перверзно да се зборува дека вие сте го намалиле, се намалиле невработеноста во државата. Наистина ве молам, во иднина кога зборувате, само за тоа нему да зборувате, бидејќи тоа е заеднички пораст на општеството. И ако видите, а понатаму ќе зборувам, или може и сега да го искористиме тој податок кој што вели дека 1/3 од вработените во оваа држава е во јавниот сектор. 1/3. Тоа, почитувана јавност, тоа, почитувани колеги, значи дека 60 и нешто проценти од граѓаните кои што работат обично во приватен сектор треба да платат здравство при донеси за вашата 150.000 администрација, треба да платат пензии за повеќе од 300.000 пензионери, треба да ги враќаат долговите и вашите хирови кои што ги правите во буџетот, и тоа едноставно е неодржливо. Вие работите во приватен сектор и знаете дека тоа едноставно е неодржливо. И јас не велам дека од сега почнало, не, почнало од 98 година. Ама некој имаше ветување во 2017 година дека овие работи ќе се сменат и дека ќе одиме на подобро. А кој сектор да го отвориме во државата? Дали е економија, дали е здравство, дали е социјала, дали е финансии, е на полошо. Од пред 2 недели, 6-та година почнавте на власт. И ве слушам тука 2 дена расправа од колегите, зборувате како да е сега 2018 година. 6-та година сте на власт. Оливер Спасовски е 8 година министар за ватрешни работи. Континуитет е тоа, не е за фрканција. И затоа ќе ве молам, кој да се јави на реплики, да биде сериозен. Поштувана јавност, салдото на државата е пред банкрот. Буџетот не може да ги издржи ниту задолжувањата, ниту каматите кои што ги плаќаме по основ на тие задолжувања, и едноставно состојбите во државата не се во ред. Ако видите вака, наплата на даночни приходи по категории период јануари-април од 19 до 22 година, ќе видите дека од акцизи и од ДДВ имаме огромни приливи по 22 милиарди, по 18 милиарди денари, а од данок на добивка имаме 6 милиарди и 500 милиони денари. Што тоа кажува? Тоа кажува дека владата го дере народот преку данокот на додадена вредност, го дере народот преку акцизи, вкупно има некаде околу 30 милиарди кумулативно направено од собирање на арач од граѓаните, а има само 6,5 милиарди, или речиси 5 пати помалку од данок на добивка. Тоа кажува дека се помалку фирми во оваа држава стопанисуваат, тоа кажува дека се помалку фирми имаат добивка која што потоа државата им ја даночи, и тоа кажува дека она што го зборуваат и германските стопанственици, она што го зборува Алани и Стејт департментот, тоа е дека корупцијата, високата корупција во владата е толку неподнослива што никој не сака да дојде да влезе и еден денар да инвестира во Република Македонија. Понатаму да видиме со каква вода си имаме работа, ќе видиме дека од 2019 година
имале 65 милиарди за тековни трошоци, а 2 милиарди за капитални инвестиции. 2020 имале 69,7 милиарди денари тековни трошоци, само 3 милиарди капитални инвестиции. 2021 имале 70 милиарди тековни трошоци, само 6 милиарди капитални инвестиции. И лани имале 77 милиарди 363 милиони за тековни трошоци, а само 6 милиарди и 200 милиони за капитални инвестиции. Од овие бројки бегање нема. Овие бројки се реалноста во државата, дека 20 пати се поголеми тековните трошоци, разните трансфери, договорите на дело за СДСМ и ДУИ, а 20 пати помалку се капиталните инвестиции, кои што значат напредок на оваа држава, кои што значат нови автопатишта, нови брани, нови системи, нова железница. Тоа е 20 пати помалку од хировите на властодржците. Потоа кој сакам да го искомуницираме и тоа, да направиме споредба на тековните трошоци од буџетот на државата, оној што беше како во декември донесен како буџети, ребалансот. Вели вака: социјални трансфери се зголемуваат од 124 на 132 милиарди. Ова е рецептот на абдицираниот премиер од 2020 година, кога милиарди се задолжувавме за ваучери во Охрид, а не за капитални инвестиции, а од друга страна има за 166 милиони намалување во капиталните инвестиции, што навистина го кажува вистинското лице за намерите нечесни на оваа владеачка гарнитура. Социјална заштита 100 милиарди и 88 милиони, општи јавни служби од 24 на 30 милиарди покачено, а животна средина се разбира тука многу намалено, затоа што од есен пиерот ќе биде општините се виновни за воздухот во државата. Јакнење на владење на правото 2 милиони. Интеграции во ЕУ, бидејќи вие сте полни со ЕУ интеграции прогресивни, од 4 милиарди и 400 на 3 милиарди и 300. Зошто е ова вака, барам да ми се образложи. Инвестиции во образованието. Министерката дојде тогаш, многу беше еуфорична образованието, од милиарда и 155 на 908 милиони, бидејќи на оваа држава не и треба ниту животна средина, ниту и треба инфраструктура, ниту и треба образование, на оваа држава и требаат само договори на дело и разни трансфери со цел некој ден или некоја недела повеќе да останат на фотелите на Илиденска број 2. Почитувана јавност, буџетските средства за развојни програми, бидејќи нели сте вие прогресивна влада, развојна влада, по предлог ребалансот на буџетот се планира да се намалат за 31 милиарда и од 31 милиарда и 987 милиони денари на 24 милиарди 523 денари, односно за 23,3% развојот во буџетот вие го намалувате со овој ребаланс на буџет. Како ќе обстанеме во време на криза ако немаме пари за развој? Тоа се прашања кои што треба да ги одговорите на јавноста, да излезете, мене ми се јасни намерите, но јавноста еве да и кажете дека не сте биле ниту прогресивна, ниту развојна влада. Најголем дел од приходите на буџетот се креираат од даночните приходи, кои се очекува се зголемат за 10 милиарди и 939 милиони денари или 5,2% повеќе. Штувана јавност, почитувани пратеници, кажете ми како ќе се зголемат даноците и парите платени по даноци кога го умревте стопанството? Кога стопанството плаќа дупло поскапа нафта, дупло поскап бензин, 4 до 5 пати поскапи сметки за електрична енергија, кое стопанство ќе ви ги зголеми даночните приливи во буџетот на државата? Кое е тоа стопанство? Мислам дека тука имаме направено фиктивно зголемување за да не биде дискрепанцата и разликата огромна помеѓу дефицитот и помеѓу
приходите кои што сте ги прибрале по однос на даноци. Мислам дека тоа е многу нечесно кој што го правите кон граѓаните на оваа држава. Една од главните причини за доаѓање на власт на оваа гарнитура во 2017 година беше борбата против корупцијата и организираниот криминал. За борба против корупција и организиран криминал во овој буџет имаме 57,1% кратење на средствата. Од 350 на 150 милиони за борба против организиран криминал и корупција. Многу ми е интересна оваа ставка, вели изградба и реконструкција на административни згради на државни органи. Зголемена ви е за 36 милиони. Не знам кои административни органи, тоест објекти ќе ги правите, кога не можете да ги веросате оние кои што веќе ги имате, а не па нови да се прават. Онако сакам да го прашам, почитуван заменик министер, да ми објасните зошто ставката за комунално уредување, односно греење на институциите или ладење, некаде е качена за 35%, некаде е качена за 150%. Некаде има 180% покачена бројка. Дали струја дека се качи 30% или дека се качи 187%? Бидејќи државните органи се греат и ладат или на градското парно, или имаат екондишни и се греат и ладат на електрична енергија, бидејќи не сум слушнал дека некоја институција се грее на панели или на дрва и така натаму. И многу ме интересира да ми објасните зошто секоја институција од или 30% или 180% ги качува тие ставки. Да биде лакардијата поголема, штувани пратеници од мнозинството, Агенција за задолжителни стокови резерви вели дека задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати ќе имаме за 17% помалку. Односно, требало да имаме во вредност од 1,4 сега паѓаме за 250 милиони на 1,230 милиони. Зошто е тоа така? Нели треба да бидат полни стокови резерви или нели се полни стокови резерви? И вие не само што не може да ги наполните, туку намалувате за ако треба да се полнат да бидат до пола полни. Утре ќе имаме сериозни проблеми, а овие се бројки кои што вие треба да ги гласате. Во Агенција за стокови резерви, ако оваа вторава нема пари за нафта, овдека има договорни услуги качени за 40%, односно малку биле 500.000 евра или 30 милиони денари за договорни услуги, покачуваме за 12, односно 42 милиони сега ќе има договорни услуги. Нафта не мора да има у резерви, ама договорни услуги за СДСМ, за ДУИ, тоа мора да има и од тоа не смее да се крати. Морам да спомнам за животна средина, бидејќи добро е што имаме технологии и ова ќе остане. За животна средина вели унапредување на животна средина за 35 пати, за 35% помалку средства. Значи државата не планира да се занимава СМВ со заштита и унапредување на животна средина. Ама истиот тој министер од ДУИ, кој што нема пари за животна средина и унапредување на истата, истиот разни трансфери ги зголемува за 98,6%, за 100%. За тоа може, ама за унапредување на животна средина не може. Вчера од страна на Бугарија добивме сериозни удари. Дипломатијата на државата е на колена. Бујар Османи видовме дека ништо не успеа да направи. И ве прашувам, колеги, дали според вас треба дипломатски и конзуларни представништва ставката во МНР да се намали за цели 56%, да се преполови. Ако имаме проблем со идентитет, ако имаме проблем со признавање на јазик, ако имаме проблем со признавање на историја, дали сметате дека за 56% треба да намалиме моќта на дипломатските и конзуларни представништва? И дали ова ќе го гласате? Уочено ви е, треба да се произнесете. Понатаму, Министерство за одбрана за 17
за 10,2% се крати буџетот модернизација во Министерство за одбрана. Дали сметаме дека ако имаме на 1000 нешто километри војна, треба да даваме за 50% изголемување на договорни услуги во некои министерства, а истовремено модернизацијата во одбрана да се намалува за 10%, и јас мислам дека тоа е недржавнички и мислам дека не е одговорно. И многу ќе побарам лично министерката за одбрана да ми објасни како тоа интеграции во НАТО се намалува ставката за 34%, ама истовремено вели договорни услуги за 60% се покачува ставката. Дали е нормално на сметка на модернизација во одбраната, на сметка на интеграции во НАТО, да кратиме, а да зголемиме 60% за договорни услуги во Министерството за одбрана? Мислам дека тоа исто така е многу неодговорно. Влада на Република Македонија. Привлекување на странски инвестиции и развој на слободна економска зона за 20% се крати. И странски инвестиции не ни треба, така никој не доаѓа во Македонија, тие ќе доаѓаат ги рекетираат, па и тука да скратиме во буџетот. Финансиска поддршка на инвестициите се крати за 9,7%, бидејќи инвестиции на оваа држава не и требаат. Договорни услуги од 584 милиони оди на 644 милиони во владата. Дали оваа ставка ја гледате? Дали ја гледате оваа ставка и кој е ставот на СДСМ во врска со зголемувањето на договорните услуги во владата и која е ставката, како и секое министерство, така и како што личи во владата, разни трансфери 54,7% покачени, тоа е најматната ставка на сметка на останатите кои што се навистина потребни. Оливер Спасовски од угостителски услуги не се откажува, милион евра и нешто тие се фикс, ама затоа реформи во полицијата ставката. Реформи во полицијата се крати за 13%. Зошто кратиме реформи во полицијата? Колега Пренчев, ве молам, финиширајте со мислата. Ќе завршам, председателе. Ќе завршам. Транспорт и врски. Ево, ова ќе биде последно. Транспорт и врски вели дека сообраќај и комуникација ставката се крати за 73,9%. Проекти за локални патишта, почитувани колеги од мнозинството, се крати за 32,2%. Инвестиции во патна инфраструктура, почитувани колеги од мнозинството, се крати за 38%. Водовод и канализација во општините се крати за 23%, бидејќи тие се на ВМРО, се тие треба да му мислат. Водоснабдување и одведување на отпадни води се крати за 40%, ама разни трансфери во истото Министерство за транспорт и врски се зголемува за 80%, а капитални дотации до ЕЛС се намалува за 62%. Сума сумарум, катастрофа од ребаланс на буџет, буџет кој што ќе ги исполнува само хировите на министрите и директорите во заминување, за граѓаните нема ништо, развој нема, има стагнација и уназадување. И мислам дека, по пети пат ќе го повикам секој пратеник од мнозинството, да заличиме на собрание, ова да го преуредиме, да го направиме во интерес на граѓаните и да покажеме дека 2022 година за прв пат во историјата на Македонија собранието одлучило како се трошат парите на граѓаните согласно нивните интереси, а не согласно интересите на оние на или денска број 2. Благодарам.